Демократската унија за интеграција својата кампања за локалните избори ја започнува тука од Гостивар. Се прават последните подготовки пред Центарот за култура, каде во 19 часот треба да се одржи изборниот собир на кој ќе бидат представени кандидатите за градоначалници и општински совети. Се очекува да пристигнат сите од партијата и потоа да ги слушнеме и пораките и изборната програма која што ја нудат. А денес на пресконференција се обрати председателот на Гостиварскиот огранок на Дуј Башким Хасани, кој што ја презентираше изборната програма која што е наменета за Гостивар, и тој рече дека оваа програма е создадена во соработка со граѓанскиот сектор и граѓаните. Според Хасани, таа е објективен одраз на граѓаните кои што сакаат промени и нуди решенија за сите проблеми со кои што се соочуваат граѓаните на Гостивар, па предлагам да ја слушнеме изјавата. По 17 октомври ќе ги започнеме заедничкиот пат за чист град, безбеден за жителите на нивните деца, за модерна јавна инфраструктура, спорт, рекреативни капацитети и квалитетно образование. Време е да станеме на нозе сите за Гостивар, да се стави крај на хаосот, да се ослободи градот од кучињата скитници, да се претвори депонијата Русино во безбедна и уредна депонија. Така, покрај кандидатот за градоначалник на Гостивар Невзат Бејта, кој што е всушност поранешен градоначалник на Гостивар, во трка на овие локални избори се и актуелни градоначалници. Теута Рифи по 8-годишното владење повторно се кандидира за градоначалник на Тетово. Исто повторно се кандидираат и актуелните градоначалници на Струга, Рамис Мерко, на Кичево Фатмир Дехари, Хекуран Дука за Дебар и Висар Ганил за Чаир. Всушност, на овие локални избори Дуј настапува со 19 кандидати за градоначалници и 35 советнички листи. Од партијата презентира и 5 столба врз кои се заснова нивната платформа. Тоа се зелена агенда, дигитална агенда, агенда за вклучување на граѓаните, агенда за отворени врати и агенда нулта толеранција. Од Дуј велат дека сите градоначалници ќе треба да се придржуваат кон овие завети, платформа која што според нив нуди услови за подобар и поздрав живот за сите граѓани.